Почитувани гледачи, добро вечер. Емисија Визави на програмата на канал Виса во продолжение за и околу урбанистичките планови или пак основата за реализација на одредени инфраструктурни проекти во општина Струмица. Гостин во ова издание на Очи во очи е Софија Ристова Патрикова, раководител на секторот за урбанизам при општина Струмица. Раководителке, добро вечер, добре дојдовте и благодарам на поканата што се озвавте да бидете дел од нашата емисија со оглед да ги информираме граѓаните за се она што е актуелно во делот на урбанизмот во општина Струмица. На самата најава реков дека тоа е основата за било кој пристап за реализација на одредени инфраструктурни проекти. На самиот почеток, како ве прашам, како стои општина Струмица со урбанистичките планови? Дали сте задоволни вие како раководител? До каде се сите тие постапки? Можевме ли повеќе во овој период, иако можеби граѓаните не знаат, но тоа е една макотрпна, односно еден долг процес за носење на еден урбанистички план за одредена област. Добро вечер прво и од мене. Ви благодарам на поканата. Секогаш сме отворени за да одговориме на прашањата кои ги тиштат нашите граѓани. Постапката за носење на детални урбанистички планови, можеби една од најдолгите постапки кои што се водат во нашиот сектор, односно во нашата област. Во изминатиот период, еве ако се вратам назад 3-4 години, од 2017 година наваму, општина Струмица во бројки има донесено 15 детални урбанистички планови, од кои и една измена на генералниот урбанистички план. Тоа беше и претходно дискутирано изминатиот период. Имаме урбанистичко-плански документации како што се во населено место, во Куклиш, во градско Балдовци, неколку урбанистички проекти, архитектонско-урбанистички проекти, тоа во бројка околу 150, што не знам, еве во споредба, дали Министерството тоа го прави, претпоставувам да во некакви годишни извештаи, како стојат и како работат останатите општини. Искрено сум задоволна за тоа што ако направиме паралела со минатите години претходни пред овие 4 изминати години од мандатот на градоначалникот Коста Јаневски, постапките одеа малку потешко. Претпоставувам тоа беше проблем на комуникацијата помеѓу локалната и централната власт, значи имаме подобрување во таа област. Во моментот во општина Струмица, односно во нашиот сектор, се водат уште 25 активни постапки, кои што дел се веќе во некои завршни фази, дел се пред јавни презентации за да ги информираме граѓаните, дел се во некоја почетна фаза, значи поднесени плански програми на стручна комисија која ги разгледува и така. Ристова Патрикова, рековте едно 15 донесени урбанистички планови, 25 во постапка, промена на една промена на генералниот урбанистички план и колку што успеав да запишам околу 130 на архитектонски решенија. Ова се постапки во кои што мора да се слушне и гласот на физичките и правните лица. Односно, нели, кога се прави одреден или се носи урбанистички план, мора да се слушне и реакциите, мислењата, сугестиите од граѓаните. Колку во сите тие постапки беа вклучени граѓаните па и правните субјекти? И дали се менува таа навика кај јавноста, бидејќи до пред една деценија некако како пасивни да беа кога се носи урбанистичките планови? Каква сега се состојбата? Вака, значи секоја постапка за носење на детален урбанистички план започнува со информирање на граѓаните. Годишната програма за изработка на урбанистички планови која носи општина Струмица е јавна, односно се носи на Советот на општина Струмица. Таа содржи повеќе делови, значи планови кои што се предмет на општина Струмица, односно идеи на општина Струмица, и има дел кои што се планови со само финансирање, значи со иницијативи поднесени од граѓаните, физички или правни лица. Кога се поднесува иницијативата, таа оди на одлука на Совет. Советот е достапен и е јавно Така. Едноставно отворен со започнување на постапката на носење на деталниот план, секогаш се прави јавна презентација, јавна анкета за граѓаните. Општина Струмица во изминатите 3 години има ново искуство
Значи, ако порано и согласно закон имаме обврска да објавиме дека ќе има носење, односно ќе има јавна презентација за некој план во јавно гласило и весник, телевизија, весник и радио, сега тоа го објавуваме и на нашата веб страна, на социјалните мрежи, пуштаме соопштенија преку местните заедници, така да граѓаните се доста повеќе информирани. Но има и интерес. Да, се појавува поголем интерес, поднесуваат анкетни листови, што на нас како лица кои ја водиме постапката ни е премногу од помош, затоа што идеите на граѓаните ги согледуваме, се прават корекции на планот претрпува корекции и потоа граѓаните се задоволни со тоа што ќе сакаат да го реализираат во иднина. Така, значи, сепак поголема е вклученоста на граѓаните, сепак во рамките на она што го дозволува како закон. Паралелно рековте дека преку Советот се носат урбанистички планови кои што ги иницира општината, но и оние кои што се по пат на иницијатива од физичките и правните лица. Како стојат работите овде, ако се сублимираат сите овие бројки? Претежно доминираат овие од општината кои што ги има планирано? Или општината располага со одреден буџет за носење на урбанистички планови. Тука опфаќа изработка на ажурирани геодетски подлоги. Значи, сепак тоа се скапи постапки, финансиски. Идеите кои што општината ги прифаќа пак се преку граѓански форуми на граѓани, пак се идеи од граѓаните, но со приоритети. Онаму каде што сметаме како општина дека мора да се смени деталниот план или има потреба од носење на нов детален урбанистички план, тоа влегува во програмата. Тоа се гласа на тие форуми на граѓани како приоритети. Што се однесува до самофинансирањето, односно иницијативите на граѓаните, секоја иницијатива е секогаш одобрена. Так. Без разлика која е целта и која е идејата на граѓанинот. Рековте дека за разлика од пред извесен период од неколку години, некако сега постапките се поубрзани, иако добивам впечаток дека не е баш толку брза таа постапка кога треба да се донесат урбанистички планови кои што знаат можеби да траат и повеќе години. Нов закон за урбанистичко планирање, колкото е улеснителен е во функција на општините кога треба да се креираат и урбанистички планови, кој што пак е основа за еден локален економски развој и стратегија во иднина како ќе се развива самата општина. Новиот закон за урбанистичко планирање стапи на сила февруари 2020 година со одложено применување од 120 дена, значи некаде мај месец, така како правилно. Година и 2-3 месеци како е стапен во сила. Се гледа подобрување во однос на комуникацијата меѓу општините, надлежните институции, се гледа олеснување во тој поглед. Мислењата, податоците, информации си ги бара самиот планер. Значи, граѓанинот, односно оној кој поднесува иницијатива за носење на детален урбанистички план, ангажира лице надлежно за изработка со овластување за изработка на детални урбанистички планови, тоа е планер со овластување. Планерот сам ги собира податоците и веќе во општината поднесува комплетна документација. Оврска на општината, односно на комисијата, стручната комисија при општина Струмица е само да го разгледа планот, дали е документацијата во ред, дали е комплетна и да ги проследиме понатаму чекорите. Значи, нацрт планот оди на гласање на одлука на Совет, Советот го изгласува, потоа оди на јавна презентација. Јавната презентација трае сега по новиот закон 30 дена, порано беше од 10 до 15. И тука малку се губи тоа време траење, односно време траењето е продолжено на носењето на законот. Но веднаш после презентацијата немаме никакви други чекори, односно мислења од други институции, како порано од Тоа сакам да ве прашам. Своевремено баравте многу мислење и од министерства, и од институции, и заводи. Сега тоа дали вие го правите или тоа планерот? Тоа го прави планерот. Значи, веќе кога се поднесува планот кај нас, е комплетно со сите тие мислења и податоци. Веќе општината не е врска меѓу планерот и другите институции. Единствено сме врска со Советот, односно со Министерството за транспорт и врски како последен чекор, односно согласност кога се добива од Министерство за транспорт и врски и повторно оди на седница на Совет за одлука
за освојување на планот. Имаме ли доволно планери или вакви бироа, агенции кои што ги носат тие, односно тоа се приватни планери, бидејќи имам впечаток дека многу малку се на пазарот, а општините се тие и секој имат потреби од носење на урбанистички планови, па некако се одолговлекува постапката, имајќи во предвид дека тешко може да се најде слободен планер на пазарот. Има одредени услови кои што планерските фирми мора да ги исполнуваат согласно законот, одреден број на вработени на ниво на општини кои према жителите. Мислам дека кај нас нема таков проблем. Планерите, да, имаат премногу работа, но одговараат навремено, го немаме тој застој поради премногу обврски, така да... И само за кратко, да преминеме на оно друго законско решение за Дивоградби. Кога станува збор и согласно овој нови закон за урбанистички план, поднесувате вие иницијатива за доносење на еден урбанистички план. Еве, не знам, за одредено населено место и колку ќе трае оваа постапка? Од прилика. 2 години, 3 години? Година време. Значи сега е скратено. Да, година време, да. А ако ни требаат некои 30 дена за да се поминат тие мислење, да се соберат податоци, и општината мора исто така да ангажира надворешен планер кој ќе ги работи тие урбанистички планови. Не ги работиме ние во секторот за урбанизам. Значи, тоа оди на јавна набавка, односно тендер за склучување на договор со приватна фирма која што биде најдобриот понудувач на понуда, постои тарифник согласно новиот закон за урбанистичко планирање по кој што сега веќе економските оператори и работат и морат да работат. Така да Значи, скратена е постапката, бидејќи своевремено општините, локалните самоуправи се жалеа, бидејќи оваа постапка многу долга, па мораа да се обраќаат до одредени заводи, институции, па кои што со месеци се чекаа на одредени согласности и така натаму и така натаму. Рековме новиот закон за урбанистичко планирање, но државата, односно владата го пролонгираше и законот за легализација на дивоградбите. Како стоиме ние овде во општина Струмица, колку тоа е во функција на вас во секторот за урбанизам при општина Струмица, имајќи во предвид дека ова е уште едно пролонгирање на рокот во кој што и вие треба да имате еден преглед на целата ситуација, па повторни нови барања и така натаму. Во однос на овој закон за Дивоградби. Така, законот за легализација, односно за постапување по објекти со бесправен статус на градење, беше со крајен рок на поднесување на барања до 2018 година. Важноста на тој закон истече минатата година. Се чекаше во собрание да биде продолжен рокот и еве сега од пред недела дена стапи на сила продолжувањето, но за оние барања кои што веќе се поднесени. Што се однесува до новиот закон за легализација, кој што беше усвоен во собрание, председателот на државата не го потпиша и е вратен на доработка, односно на коригирање на оние недостатоци кои што во јавноста се коментираа. Предпоставувам, еве имаме сознание преку ЗЕЛС дека е на комисија во собрание и очекуваме дека во најскор временски рок ќе биде усвоен законот. Што тоа значи за нас како администрација? Премногу обврска, премногу работа, затоа што мора да го вкалкулирате во... Да, ако до 2018 година имаше поднесено 15.000 барања, а ние имаме само 5 комисии кои што постапуваат, а дел од вработените, односно членовите во тие комисии се и оние кои што работат и на редовните постапки за добивање на одобрение за градење, во носењето на плановите, тоа е преголема обврска за секторот за урбанизам, односно за администрацијата. Тоа мора да значи именување на одредени донесени урбанистички планови. Апсолутно да. Значи секое вклопување на дивоградбите, односно на легализираниот објект, значи носење на нов детален урбанистички план. Ние имаме обврска како општина да го вклопиме во урбанистичкиот план и да му зададеме одредени услови за идна градба. Не само тоа, туку ќе морате утре задутре да му обезбедите комунална инфраструктура. Апсолутно, да. Кога сме кај по ова прашање, често пати знаете да ме коригирате од твојата милена тема, суфилари. Кога веќе зборуваме за и легализацијата на дивоградбите и околу носењето на урбанистичките планови, до каде е постапката за суфилари? Знам дека го следевме овој случај, имаше доста интерес, луѓе кои што дадоа своји забелешки, сугестии за урбанизација на ова населба, каде што жителите нели реагираат
и за патишта и за комунална инфраструктура. Вака, долгогодишниот проблем во населбата Софилар, односно во таа населба каде што имаме најголем број на диво изградени објекти, а легализирани веќе во овој период, конечно мислам дека стасавме до негова реализација. Уште пред 3 години градоначалникот Коста Јаневски стави акцент точно на овој проблем и сакаше конечно да биде решен. Помина одредени средби на граѓани каде што се апелираше да ги завршат обврските во однос на легализацијата. Тоа се заврши. Планот претрпе промени, тој што беше претходно почнат да се работи, за да нема црни точки во планот, тоа неколку пати го имам објаснувано и порано, да можат во иднина да имат иден развој овие објекти, односно овие градежни парцели. Една презентација беше завршена пред граѓаните, имаше доста анкетни листови, доста заинтересираност од страна на жителите на таа населба, односно сопствениците на објектите и на земјиштата. Тие анкетни листови беа одговорени од страна на комисијата, вклучувајќи го и планерот кој го работи планот. Направивме уште една јавна презентација, јавна анкета, каде што покажавме дека поголемиот дел од тие забелешки на граѓаните се вклопени, граѓаните се презадоволни. Планот веќе е во многу напредна фаза, односно е во Министерство за транспорт и врски на согласност. Очекуваме дека ако има одредени забелешки, тие ќе бидат многу минимални, на кои што општината ќе одговори и конечно ќе може на совет да биде изгласан, односно да биде донесена одлука за усвојување на планот, кој што ќе биде во примена. Конечно и урбанизирана оваа населба и паралелно на тоа најдовме законски можности да одговориме на проблемите на граѓаните. Законот за урбанистичко планирање дозволува за улици кои што се вклопени согласно генералниот урбанистички план да може да се изработи проект за инфраструктура за линиски објекти. Тоа ние го направивме, обезбедивме целосно комплетна документација за фекална атмосферска канализација, како и асфалтирање на улицата. Аплициравме за добивање на грант преку Светска банка. Тоа е веќе одобрено, да речистиме, тоа станува збор за улиците во населбата Софилари, ова кон затворот и ова што оди лево, за да биде појасно. Значи, колку што ве разбрав, Ристова Патрикова, и да не биде донесен урбанистичкиот план согласно законските решенија и дека е предвидено тоа во генералниот урбанистички план, може да се пристапи кон реализација и на двете улици кои што ги спомнавте, ова фекална атмосферска како ја спомнавте. Значи овие две улици ќе бидат асфалтирани и целосно ќе биде обезбедена фекална и атмосферска канализација на овие два крака. Постапките за експроприација се завршени, одобрено е од страна на Светска банка продолжување, односно воведување во работа на изведувачот. Изведувачот е одбран, тоа е фирмата Жикол. Утре, на утрешен ден, во Скопје ќе бидат подпишани од страна на надзорот воведувањето во работа на изведувачот и веќе ќе се стартува со реализација на она што е ветено и она што го бараа граѓаните на населба Софилар. Колку што ве разбрав, до крајот на оваа недела или можно идната недела веќе може да се работи од страна на изведувачот? Во моментот изведувачот веќе го подготвува теренот, значи геодети исклучуваат, припремуваат со работа, така да очекуваме дека ќе се започне, имаат одреден рок на реализација, 6 месеци, мислам дека беше согласно договорот, така да овој проблем го сметаме за завршен и заокружено како ветено од страна на градоначалникот и реализирано од страна на службите. Така, бидејќи ова беше долгогодишен проблем, средствата мислам дека се обезбедени од Светска банка преку овој проектот за подобрување на општинските услуги за добра реализација, ако не се лажам, ова станува збор за грант, ако грант. Не се средства, туку дадени од Светска банка заради реализацијата на канализациите. Општина Струмица доби кредит за реализација на канализациите и на мерните водоводните мерачи и имаше можност да аплицира за добивање на грант.
мораше да се изработи одредена апликација, урбанистичка ревизија се вика тоа. Тоа е анализа каде што се анализираат приградски населби, каде што е најпотребно реализација на инфраструктура. Така. Таму беше одбрана од страна на Комисија при Светска банка токму населбата Софилар, каде што ние веќе аплициравме со таа подготвена документација. Ако евентуално се отпочне овие денови или веќе е отпочната постапката за реализација или пак асфалтирање на две улици, дали таму паралелно ќе се работи нова фекална канализација, бидејќи тоа беше еден од проблемите или она канализациона мрежа, не знам, во тој потек бидејќи населбата Софилари како приоритет на граѓаните беше тоа разговарано, односно побарано од вас. Вака, прво стартуваат со реализација на фекалната канализација на овие два крака. Паралелно општина Струмица доби средства преку ТАФ за изградба на Светилискиот канал. Така. Тоа започнува исто во најскоро време. Мислам дека изведувачот е веќе одбран од страна на владата. Надзорниот орган треба да биде одобрен во најскоро време и да се воведат во работа. Паралелно треба да биде реализиран каналот Свети Илиски Порој. Фекалниот колектор кој што ќе ги собира води, односно фекалните води од овие краци, значи овие две и уште две други, и ќе биде поврзано со река Водочница. Тоа се работи во фази, потоа следува и асфалтирање на улиците од двете страни на каналот Свети Илиски Порој. Тоа е веќе оној порој кој што почнува горе од кај капелата, сега така да се изразам, па се стимнува доле до Лукойл. До Лукойл, бензинската Лукойл. И сметам дека ова е едно финализирање на овој дел од градот кој што најмногу се развива. Касарната, населба Софилар, и ќе направиме одредена врска на старото градско јадро со новото. Тоа беше еден од најголемите проекти при стартувањето на мандатот на градоначалникот Коста Јаневски, и еве конечно веќе го реализираме. Договорот за Светилиски Порој е подпишан. За улицата од страна на касарната исто така следува подпишување на договор преку Министерство за транспорт и врски. Така да сметам дека се заокружи овој дел од заокружуваме и решаваме огромно прашање во самиот град. Так. Од сообраќајен аспект, а и за олеснување на комуникацијата на граѓаните. Апсолутно. Конечно ќе се реши овој проблем со Софиларија, односно бидејќи беше рак рана и на вас како општинска администрација и на граѓаните кои што сепак живеат таму. Кога спомнуваме веќе за одредени проекти, во она урбанистичка визија е планирано игралиште повеќе наменско или не знам кај домот на Арама, но и таму е една промена на режимот на сообраќај. Може ли да ја информираме јавноста за што конкретно станува збор и каква ќе биде таа промена на режимот на сообраќај во тој дел од Струмица? Со доделувањето на земјиштето од страна на Министерство за одбрана во трајна собственост на општината и на објектот на Арама, општината се соочи со проблем дека земјиштата кои што се биле порано во собственост на Министерство за одбрана немаат детални урбанистички планови. Значи, и што понатаму? Идејата беше да донесеме нов урбанистички проект за да можеме да го уредиме овој простор, односно да се зацртат површини за градење и да се направи една целина во овој дел, да се одели спортско-рекреативниот дел, односно воениот базен, тениските игралишта и тоа ново предвидено ракометно игралиште, кое што порано и постоело, еве јас не се сеќавам, но вработени и градоначалникот се потсети, така да идејата од страна на граѓаните е да се врати повторно тоа ракометно игралиште, а воедно и да го решиме сообраќајниот метеж во тој дел. Кога кажувам на сообраќаен метеж, мислам на врската на моторните возила кои влегуваат од страна на улица Ванчо Китанов кон пешачката патека, односно улица Благо Јанков Мучето. Со носењето на овој урбанистички проект, како и сообраќаен проект кој што веќе на Советот на општина Струмица беше одобрен и со согласност од надлежните институции при МВР, се затвара улица Ванчо Китанов према
паркот, односно према улица Благо Јанков Мучето, а влезот во објектот на Арама ќе биде од страна на улица 11 септември, односно од страна на градинката, клон 2, каде што покрај игралиштето Ракометно ќе има и паркинг простор со обезбедени паркинг места неколку 16 за инвалидни лица, така да сметам дека ова ќе биде олеснување во однос на движењето на пешаците од плоштадот кон паркот на градот. Сакаште да кажете дека она улица која што води во моментов кон домот на Арама, дека ќе биде затворена? Ќе биде затворена за моторни возила. За моторни возила, фактички тој дел ќе До биде како Happiness. пешачка зона ќе биде, а сообраќајот за овој потек ќе биде Ќе се одвива преку Сава Ковачевиќ, преку улицата 11. Ова е донесено Септември веќе кон дефинитивно Гюросалам. поставени се контурите на тој урбанистички план, Да, средства ќе се во очекуваат за моментот се реализација, да, средствата се обезбедени, во моментот се спрема тендерската документација, може би и во наредните 2 дена и ќе биде објавено како јавен повик за да се појави, да се јави економски оператор за реализација на овој проект. Ќе има интервенција Паралелно и сообраќајното решение и изградбата на ракометното игралиште. Така. Ќе нема овој интервенција овде тениски игралиште воениот базен или пак само ова ракометното игралиште кој што ќе се врати со изградба на паркинг простори, промена на режимот на сообраќај. Кога веќе ги спомнавме проектите и нели кога зборуваме за промена на режим на сообраќај, бевте на тапет еден известен период како сектор за урбанизам за кружниот тек на Ленинова, ако не се лажам. И тоа беше нели промена на режимот на сообраќај, но бевте доста критикувани. Иако градоначалникот Јаневски одговори, но сепак еве конкретно мораше ли така да биде поставен тој кружен тек? За кој што нели премногу се појави фама по социјалните мрежи. Еве вака, јас сум раководител на секторот, јас сум архитект. Градоначалникот е лекар. Така. Ние сме во служба на граѓаните. Така. Овој проблем беше наметнат од страна на граѓаните. Значи, преголем број на сообраќајки, преголем метеж при движење кон болницата и кон паркот. Како и кон излезот на градот. Се ангажираше фирма, односно сообраќајна, проектантска фирма која изработва сообраќајни проекти, каде што стручни лица од областа на сообраќајот направија одредени анализи на одвивањето, на динамиката на одвивањето на моторните возила, на пешаците, што се случува одреден период, беше тоа снимано, мерено од нивна страна, и направено решение сообраќајно, односно проект, кој што беше даден на согласност во секторот за сообраќај при МВР, односно СВР Струмица, одобрен од секторот и на одлука на Совет. Од страна на Советот едногласно беше одобрен овој проект, каде што се одбра изведувач, односно рамковниот договор со комуналец, и се стапи кон реализација на ова решение. Што се однесува до решението? Ниту јас како Софија Ристова, ниту градоначалникот можеме да кажеме кругот, односно кружниот тек ќе биде асиметрично поставен, симетрично поставен. За тоа одлучуваат оние кои што се стручни во таа област. Кога се појавува, јас тоа пробав во одредена ситуација и да го објаснам, кога се појавува поголемо циркулирање на моторни возила кон улицата 24 октомври, односно кон болницата во Струмица и од болницата надвор од Струмица, од 24 октомври кон Ленинова, зошто спомнувам болницата? Значи, најмногу циркулирање имаме до тој објект, до таа точка. Затоа се предвидува овие леви свртувања, односно десни свртувања, и самиот кружен тек е поставен точно симетрично по праволиниското движење на улица Ленинова. Значи, појавата на овие линии за десно свртување направија кружниот тек да изгледа асиметрично. Снимањето што се јави во јавноста беше во фаза на реализација на самиот проект. Еве сега овој одреден период е се завршено, остана уште хортикултурното уредување во кругот, во самиот кружен тек да се заврши.
Но и да се Сметам- подигне степенот на култура Во сообраќајот, сообраќајот. бидејќи забележав урбаната опрема кој што ги насочува учесниците во сообраќајот десно и кон Ленинова и од Ленинова кон претежно кон од 24 кон Ленинова веќе е уништена со оглед дека на несовесноста на нашите. Да, и еве апелирам до надлежните служби при СВР Струмица да преземат поголема одговорност во однос на заштитата на таа урбана опрема, односно и во однос на сообраќајната култура, односно грешките при сообраќајањето. Бидејќи забележав дека во овој период, иако еден месец веќе е уништена, иако добро е обележено на исклучувањето 24 октомври кон Ленинова и од Ленинова кон 24 октомври. Но сепак тоа е јавност, да се смета. Кога зборуваме за проекти, беше директно инволвирана и во реконструкцијата на Крушевска република. Ќе се запази ли тој рок од 8 месеци, ако не се лажам, од денот на воведувањето на изведувачот во работа, околу таа изградба на тој капитален проект? Искрено се надевам дека и побрзо ќе завршиме, затоа што еве веќе некој 90% од изградбата на реализацијата на бетонските работи во однос на изградбата на армирано-бетонската плоча, на армирано-бетонските ѕидови е завршена. Во горниот дел од каналот над Чурлински мост, односно над мостот на 5 ноември, веќе се избетонирани жардинериите, останува да се заврши бетонирањето на жардинериите до кружниот тек кај Евана. Мостот кај улица Димитар Влахов е срушен, како што се срушени и 5 пешачки мостови. Со реализацијата на мостот на таа улица ќе се продолжи со рушење на мостот на улица Вардарска, како и на оној поголемиот мост, Чурлински мост познат, на улица 5 ноември. Тоа се прави во фази за да може да биде олеснато движењето, односно режимот на сообраќајот да биде запазен и да има циркулирање на возилата. Иако е кажано, од двете страни на овој порој сега нели ќе биде целосно сменет ликот. Ќе има ли сообраќајници, дали тие ќе бидат еднонасочни или пак ќе има и од двете страни двонасочни коловози? Во моментот се одвива двонасочно движење на возилата, која целосно ќе завршиме реализацијата на овој проект, односно и таа втората фаза од кружниот тек до транзитниот пат, ќе се направи нов режим на сообраќај, проект за режим на сообраќај. Предпоставувам дека треба да биде еднонасочно во посебно на двете улици, за да биде попрегледно возењето и движењето на возилата. Но еве да оставиме на стручните лица повторно за тоа да одлучат. Што се однесува до датумот, ме прашавте, крајниот датум за реализација 10 октомври. Сметам дека до тогаш и ќе завршиме со изградбата, со делот на градежните активности, па да останат на хортикултурното уредување. Така. Тоа е еден од капиталните проекти, кога сме кај останатите проекти, се реализирани, кои се можели накосно со оглед и времето дека не гази, планирани проекти во иднина кои што може струмичени да ги очекуваат, се донесени врз основа на тие програми или пак еве преку тие форуми или барање на граѓаните, зборува за она што како општина Струмица го планира. Бидејќи тоа го прашам, бидејќи мора од кај вас да почнат сите поставки, бидејќи вие мора да дадете таа основа. Ние сме општинска администрација. Така е. Градоначалникот на општината доаѓа со одредена изборна програма, односно со ветено. И во некој период треба, односно тој 4 годишен мандат да биде реализиран. Ако во изминатиот период акцент општината ставаше на поголемите проекти во јавноста, еве, реализацијата изградбата на Крушевска република, на Свети Илијски парој, одговарањето на прашањата во населба Софилар, изградбата на 4 канализациони системи во населените места, филтер станицата во Банско, како и исто фекалната канализација во Банско. Паралелно се исцрпи и целосно изборната програма на градоначалникот. Оние и поситните проекти што беа ветени се реализирани поголем дел. Тука ќе спомнам
изградбата на игралиштето во 4-та месна, изградбата на спортската сала во училиштето Никола Вапцаров. Се започна минатата недела со изградба на спортска сала во населено место Муртино. Затворениот базен се очекува да биде конечно изграден. Така, од и проектот е го спорти СРЦ Пандев, спортски центар Пандев. Донесени се целосно нови основни проекти за реконструкција на домови за култура во Куклиш и во Велјуса. Можам да ви откриам идејниот проект за ученичкиот дом во средното училиште Димитар Влахов е одобрен од страна на градоначалникот, од страна на директорот, на комисиите кои што се од Министерство за образование. Проектантот го привршува основниот проект кој ќе стигне кај нас како сектор за урбанизам за да добие одобрение за градење и конечно ќе можеме и тоа да го реализираме. Што? Како ветено изградба на нов ученички на сегашната локација или не, во склоп на училиштето Димитар Влахов, во дворот на училиштето. Така, ова што ќе се пренамени е некој овој ученички дом или па добро иако е тоа на Министерството за образование или пак на општина Струмица како објект, не сум сигурен. На општина Струмица е како објект. Општина Струмица во моментот завршува со анализите и со носењето на, односно предлогот за носење на нов генерален урбанистички план. Планскиот период на постоечкиот заврши. Тоа е огромна активност која еве градоначалникот се согласи да ја спроведеме на наш предлог на службите од страна на секторот за урбанизам и добро е што е прифатено од негова страна. Во наредниот период ќе биде поднесен во системот за носење на планови, ќе биде донесена стручна расправа, односно ќе биде изложен генералниот урбанистички план пред стручната јавност. Со тоа што одредени содржини во градот ќе бидат сменети, одредени содржини ќе бидат надополнети, мислам на наменски, значи потребата за изградба на нова болница, потребата за изградба на противпожарна станица, сето тоа е осмислено согласно новиот генерален урбанистички план. Се надевам дека во најскоро време ќе можеме и да го донесеме, за да можеме да размислуваме за идни проекти и предизвици. Така. Софија Ристова Патрикова, раководител на секторот за урбанизам при општина Струмица, се благодарам што беше дел од емисијата Визави или очи во очи на програмата на Канал Виз. Верувам дека го доближивме вашето работење до јавноста, бидејќи секогаш неколку ќе кажеме урбанизам како лаици гледаме по ова прашање. Благодарност уште еднаш што бевте дел од емисијата, а вам почитувани гледачи благодарност за вниманието со кое што не следевте. Пријатна вечер.